Благодарам, председателе. Почитувана колешке, ќе почнем од крајот на вашиот одговор, каде што кажавте дека треба да се поддржи приватниот сектор и дека треба да се штеди. И тоа е, верувате, единственото нешто во кое што се сложувам со вас, иако не негирам дека од ваша перспектива како представник на парламентарното мнозинство се очекува да својски го одбраните овој ребаланс на буџет, но, драга колешки, иако сте економист, иако сте свесни за состојбите, ова едноставно не се брани. Едноставно не се брани затоа што јас разбирам дека со економски речник можеме да ги ублажиме вербално притисоците кои што се прават секојдневно врз граѓаните. И не можам да поверувам дека вам, како напратеник и представник на граѓаните, не ми приоѓаат граѓаните и да ве прашаат што правиме, како правиме и во која и каде одиме. Сега ќе започнам од почетокот, каде што видов дека и министерот така започнал и претпоставувам дека сите представници на владеачкото мнозинство ќе започнуваат со своите говори дека овој ребаланс се прави заради криза која што е увезена и нормално тука веднаш се става агресијата на Русија врз Украина, ковид пандемијата и така натаму, што како дека се причини, апсолутно не велам дека не се и ќе продолжат да бидат, но никој од вас ниту спомна, ниту верувам дека ќе спомне некаква самокритичност и да се каже дека аздисаното владење на одредени групации, групи и личности во владата, во владиното мнозинство, доведоа до ова дереđе до кое што сме. Затоа што ние како опозиција уште многу одамна предупредувавме на се ова што се случува. Ама тогаш или, се смеевте, не вие лично, туку генерално како парламентарно мнозинство, или влада, ама работата веќе дојде до заплачење, не за смеење. Па така, ова безпарица, ова буквална плачка на граѓаните и ова шокантно, шокирачко скокање на цените секојдневно, кое што никако не можат граѓаните да го стигнат, се нарекува, претпоставувам, во економијата е тоа така, окей, ценовни притисоци. Сигурно се такви економските термини. Не се само ценовни притисоци, колешки. Не можат да издржат. Граѓаните буквално не можат да издржат. Ако порано трпеле од почетокот до крајот на месецот, како ќе го поминат месецот, сега верувајте дека до средина на месецот не можат да издржат со овие примања. И нормално почнете да читате податоци за кои што, нели, економијата заздравува и така натаму. И кажавте дека како влада се предвидуваат мерки за ценовни шокови. Јас ке ве прашам, зошто како парламентарно мнозинство? Еднаш минатата недела, кога имавме пленарни седници, поднесовме два многу важни закони. Зошто како парламентарно мнозинство не поддржавте? Значи, законот за да ги намалиме акцизите за нафтата, 20 денара скоро ќе беше помала нафта, и законот за намалено ДДВ од 5%. Барем малку да го ублажиме овој ценовен шок кој што галопира, не можат да го стигнат граѓаните. Едноставно не можат. И навистина ми е највака, како сакате разберете ме, пријателско прашање, зошто не ги поддржавте овие наши две законски решенија, до кога ќе ја чекаме владата? 10 дена тука расправа, 15 дена ќе помине и овој месец. А во меѓувреме, значи, цените во малопродажбата галопираат. Завчера, кога влегов во еден маркет, продавачките велат не можеме да стигнеме да ги ставиме цените затоа што секојдневно се менуваат.
И нормално граѓаните реагираат. И кои се виновни? Виновни се оние кои што продаваат, не се виновни тие, се разбира. Лебот е 100% покачен. За нафтата да не зборуваме. Веќе е луксус да се вози автомобил. Ке почнеме ли со пар, не пар, ние повозрастните се сеќаваме на едни такви мерки. Ние повозрастните се сеќаваме и на чекања за леп, редици за леп, за брашно. Маслото го нема. Србија не снабдува со масло. Србија не снабдува со жито. Дали, вака сакам да слушнам од парламентарното мнозинство самокритичен дел каде што ќе кажете дека може би требаше навреме да реагираме со стоковите резерви, а не да ја лажеме јавноста дека имаме стокови резерви и утре дента да молиме кај Вучич за жито, како што молиме и за вакцини и за се останато. Ја спомнавте минималната плата. Да. Но вредноста на минималната плата ја знаете која е, но што се случи кога се донесе законот за минимална плата? И повторно уште едно прашање. Зошто тогаш при носењето на минималната плата не го усвоивте нашето амандманско решение со кое што ќе ги немаше овие немири, протести, штрајкови, каде што побаравме да се покачат сите плати. Бидејќи така допринесовте до едно нефер покачување, и знаете, во градинките, во образованието, секаде, во администрацијата, еве гледам, и министерот не е тука, предпоставувам него интересира што ќе говори опозицијата. Говоревте за постепено консолидирање. Не можеме да се консолидираме, бидејќи над 4000 фирми затвориле. Не знаеме уште колку ќе затворат, не можат да го издржат овој притисок, ценовните шокови, барањата, не можат, едноставно не можат да го издржат. Сега вие говорите за едни прогнози кои што се оптимистички, јас би сакала да се такви. Верувајте, би сакала да се такви. Но бидејќи повеќе верувате на меѓународни институции отколку на нас како опозиција, еве ќе ви прочитам дека Financing не ги споделува вашите предвидувања и вели дека инфлацијата ќе биде повеќе од двоцифрена, и веќе е, и дека порастот на бруто домашниот производ, вие ако ја цените дека ќе биде над 3,2%, велат дека нема да биде ниту 3%. Значи, ситуацијата е крајно алармантна. Туку ситуацијата е, јас не се сеќавам да била полоша од сега. И се зборевте за реформи во даночниот систем, ама тие реформи во даночниот систем на локално ниво, ако ги гледате, знаете, како доаѓаат во локалните самоуправи. Законот што го донесовме за оданочување на тројно, двојно оданочување на оние кои што имаат повеќе станови, тогаш ви или куќи или имот. И тогаш ви говоревме дека Скопје не е само Македонија. Јас доаѓам од Источна Македонија. Голем дел на граѓаните кои што им се иселени децата, им дошле ужасни сметки за данок. И сега не знаат граѓаните дека тоа не го прават градоначалниците. Ние како парламент сме донесле едно такво законско решение, а живеат со минимални пензии, не може да го платат данокот на имот. Сега тој данок на имот нели оди во локалните самоуправи, како и да е, но требаше да размислите и да не послушате нас по однос на тоа кога кажувавме дека не е само Скопје Македонија, дека постојат места во државава кои што имаат куќи, чии што сопственици се нивните деца иселени, ама не можат да платат. Не можат да си ги платат
и то требало да ви го кажат, барем оние кои што се од по натрешноста на Македонија. Кога говориме за даночната политика, јас еднаш во едно мое барање до Министерството за финансии за одговор, ама не добив конкретен одговор, прашав за баш ми беше многу интересен податокот за данок наплатен од општина Рачиново, 799 денари, данок, и тоа ми беше вака ужасно шокантно. И бидејќи не сум економист, не можам да разберам како може една општина да наплати 799 денари данок, а истовремено владата да и даде 1 милион евра. Ако грешам, слободно коригирайте ме. Мислам дека беа 500.000 евра прво, па после тоа уште 500.000 евра. И вака си се прашувам, зошто бе на мојата општина, која што редовно плаќа данок моите сограѓани, вака не и дадете 500.000 евра. Знаете со 500.000 евра што ќе направиме ние во мојата општина? Вака сите да гласате и 500.000 евра да и дадете на мојата општина. То никогаш не ми било јасно, а говорите за штедење. За какво штедење зборуваме? За велите навремена реакција во енергетскиот сектор, колешки. Кога ВМРО-ДПМН започна протести, ние како опозиција пред ова комисијата, кај Марко Бислимовски, кој што патем кажа на 80 евра дневно троши за кафе, само за кафе троши. Тука говоревме многу. Тогаш се смеевте, па претеруваат овие, измислуваат. Не. Состојбите ни беа совршено јасни. Апсолутно јасни. Сега ќе кажеме ли колку кадрите на бившиот премиер, па и сегашниот, предпоставувам, бидејќи не го менува Ковачевски, 400 милиони евра каде замина во енергетскиот сектор? Тоа ли е штедење? Тоа ли го викаме штедење? Кога граѓаните немаат леп да си купат. Го спомнавте здравството. Платите на здравството, да, се покачи. Тоа потврдува. Ама не ја стигна она ветената сума од 100.000 денари. И сега ќе почнете да ми набројувате, предпоставам, дежурства и така натаму. Не, Зоран Заев ветуваше плата на секој доктор 100.000 денари. И сега кога веќе зборуваме за здравството, за убавите моменти што ги направила оваа влада, редно е да ги кажеме и коруптивните елементи. Затоа што коруптивните елементи и немилосрдното трошење не донесоа нова дередже. Апсолутно. Дали се согласувате или не, ќе кажете во вашата контрареплика. Во време на пандемија, кога цел свет седи дома, вклучително и ние, вашата влада се обиде да направи коруптивен договор со Хонг Конг вакцините и имам информации дека една од овие судиите, кандидатките за уставните судии, била вмешана во тој случај. Има обвинителство, ќе си каже. Пробавте, кога имавме над 10.000 починати, не вие лично, се разбира, не мислам на вас, апсолутно не е лично, тоа е за владата, и тогаш да се украдат пари од граѓаните. Случајот не доби разрешница. Така ли ќе штедиме? Редно е исто така да проговориме, кога веќе зборуваме за капиталните инвестиции, дека во капиталните инвестиции, јас од оваа говорница 5 години ја слушам клиничката болница во Штип. Значи, клиничка болница во Источна Македонија, од каде што доаѓам, која што живот значи за нас во Источна Македонија. Таа клиничка болница не е мрднато со таа клиничка болница. И тоа ли е капитална инвестиција? Исто така, кога зборуваме за капитални инвестиции, за патиштата, секој ден патувам. 2 пати во денот, значи саба или вечер,
по патот Гоце Делчев, Миладиновци Штип. Една година на оваа влада и треба одронот, кој што се појави на неколку места одрон, една година и треба одронот да го среди. А не пак да направи пат, Кичево Охрид патот, ја мислам, треба веќе, како да ви кажам, мораториум да прогласиме да зборуваме за тој пат. Кога ќе се направи, тајно пуштете го, без зурли и тапани, тајно пуштете го. Па мислам, како да ви кажам, Кичево Охрид 6-та година се зборува. И како се зборува, се повеќе и повеќе расте цената, 10 милиони евра. Па јас се сеќавам добро како тука се зборуваше предходно за некои луѓе кои што веќе и пресуди добива. Зошто анекси, зошто анекси, зошто анекси, еве, зошто не се направи тој пат? Блаце, 2 километри, па ја за тие 2 километри слушам 6-та година веќе. Мислам, 2 километри со држава, не е тука регионален пат, со држава, соседна држава не можете да направите. И тоа вие го представувате како успех. Значи, инфлацијата е галопирачка, 14%. Ние може да си реплицираме и контрареплицираме за проценти. Јас ке велам 14, вие ке велите 10 и така натаму. Ама дали требаше да дојде еден Нобеловец и да ни каже на нас дека патиштата ви се катастрофални, не се надевајте дека ќе имате раст и развој во држава. Ужасни ви се, знаеме ние. Ама вие ветувавте нешто. Вие ветувавте, да иронијата уште поголема, кампањата ви беше живот за сите. Што тоа? И ќе се сложам со вас, кажав во последната реченица дека треба да се штеди, ама се мислам дека е касно. Доцна е да се штеди. И уште една работа, штедите, под наводници, на блок дотациите на општините чии што градоначалници се од ВМРО-ДПМН. Има микс примери за тоа и во делот на образование, и во делот на лиценци за градинки, во делот на согласности за вработување. Тоа е општо познато договор помеѓу коалиционите партнери. Но дали сте се запрашале дека таму не живее само градоначалникот од ВМРО-ДПМН, туку има и граѓани кои што очекуваат помош од вас. По однос на, како држава, по однос на интервенциите кои што државата ги прави, јас искрено не ги гледам, ама не само јас, туку и граѓаните. Не знам колку разберете, пак ќе кажам не лично вие, дека граѓаните се во очај. Ако имавме над 500.000 граѓани, сега не ја знам точната бројка, не знам и дали ќе излезе овај статистика со точна бројка, ама претпоставувам ќе излезат меѓународните организации колку луѓе живеат со 120 денари на ден и што тие 120 денари значеле пред месец дена, а сега се само 2 лева. Евентуално ако е некој поевтин, се 3 лева. И треба нашите партиско некаде некогаш и лични интереси навистина во однос на овој дел да бидат надминати, да се надминеме и кога некој ќе ви предлага добра мерка, веднаш да ја усвоиме. Јас не гледам навистина причина зошто сега ќе дојдат нашите амандмани, верувам дека имате и вие нешто дел, да не бидат усвоени само заради тоа што се од нас како опозиција. Секое усвојување на амандман на опозицијата ќе значи подобар живот на граѓаните во општините од каде што ние доаѓаме. Грабежот и само грабежот е кликот во кој што започна тонењето на државата. А понатаму си го направи и пандемијата и сега се она што се случува со воените действија во Украина. Значи не се абстрахираме од тој момент, но имаше моменти кога требаше да се дигне рачна и тој грабеж да се сопре. За жал, оваа влада
нема слух за тоа, бидејќи живее во ирационален свет, во друг свет живеат они. Не одат во драгстор, во маркет да пазаруваат, им пазаруваат други и не знаат колку е, сигурна сум, убедена сум дека не знаат колку е, например, цената на лепот. Благодарам.